Обвинителството и судовите во државата ги очекува ветинки прочистување. Ке се проверува имотот и одговорноста на обвинителите и судиите, изјави денеска во Штип министерот за правда Бојан Маричич. Откако се донесени законските решенија во 2019 година, започнате еден вид на филтрирање или прочистување. 8 судии се разрешени, 83 се во постапка, но нашата цел е тоа да биде еден појасен, транспарентен и конкретизиран процес и работиме на тоа заедно со методологијата за сложеност на предметите да биде усвоено во многу скоро време, наредните денови, недели, секако во соработка со Советот на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, бидејќи тоа е пред се нивна должност и нивна обврска. Освен овие, Маричич одговори и на прашањето дали извршувањето ќе остане кај извршителите или тоа повторно ќе биде вратено на судовите како што побараа некои граѓански здруженија. Ние сме подготвени да разговараме за решение, но мислам дека не треба да правиме решенија кои што повторно ќе навратат во некое заостанување и во некоја блокада и на стопанството и на граѓаните. Важно е да има механизам по кој што ќе се извршуваат пресудите и ќе се наплаќаат долговите, но важно е тој механизам да има една хумана димензија и исто така да биде фер во наплаќањето на трошоците. Ако е тоа целта, мислам дека можеме да ја постигнеме и без да ги враќаме извршувањето кај судовите. Во однос на тоа дали партиите понатаму ќе добиваат пари како и досега или субвенциите од државата ќе продолжат, Маричич објасни. Во моментот има во собранието предлог закон за измена и дополнување на законот за финансирање на политички партии, во кој што предлагаме 70% за оваа година, тоа значи за да биде исплатени средствата од ребалансот треба да помине тој закон во собрание, значи 70% од редовното финансирање за оваа година и исто така 70% од редовното финансирање за наредната година. Освен овие, Маричич одговараше и на прашања поврзани со измените на изборниот законник во кој се одредуваат отворени листи, како да се реши проблемот со малиот број судии и обвинители и друго. Министерот за правда денеска престојуваше во работна поседа на Штипскиот казнено-поправен дом. Даде високи оценки за работата на оваа казнено-поправна институција, напоминувајќи дека по многу нешта, истата е на врвот на најдобрите институции од ваков вид не само во државата, но и во регионот. Директорот на КПД Штип даде еден сегмент од повеќето зошто оваа институција е меѓу најдобрите. По препорака на Советот на министри на Европската унија, први во југоисточна Европа го направивме детското каче или просторија за посета на деца на осудени лица, кој што беше позитивен пример за нашата држава дека треба да продолжиме кон унапредување на правата на осудените лица. Маричич денеска меѓу другото разговараше со судиите од Штипскиот и Свети Николскиот основен суд, како и Штипска апелација и обвинителствата.